Ке застави некој нападот на криминалците Мицкоски и Влен. Не само што не постапуваат по пријавените неправилности и очигледниот криминал кој се случува во општина Чаир, подкрепен со докази и аргументи, тие продолжуваат да се заштитуваат меѓу себе и да се законуваат со некаква дестабилизација. Апелираме до институциите кои би требало да се против насилие врз жените, меѓународните организации во Македонија, до амбасадите и до сите останати граѓански организации кои се занимаваат со борба против корупцијата, но и со дискриминацијата и шовинизмот. Христијан Мицкоски денес, во недостаток на одговор за сомнежите на неговите бизнис партнери од Чаир, почнаа да ме девалвираат со разноразни мизогени и шовинистички придавки и навреди. Да го потсетам Мицкоски, немирот кој го видел во мене е кога секој ден, цела година седеше со мене и коваше планови за криминал во град Скопје. Мици ти ковач си бил, бе. Вика, политичката дезориентација која забележал кај мене е кога секој ден седејќи со мене во разговорите, еден ден ми се презентираше како чесен професор, а друг ден како мафијаш. Неколку пати сме го кажале ова, дека Мицика изиграва петкашу мафија. Ке застали ли некој на патот на овие криминалци, на патот на овие шовинисти? Има ли меѓународен фактор во земјава? Има ли невладини организации за заштита на жените од напади, дискриминација и шовинизам? А меѓународниот фактор е до факторот кој што треба да одговара. Ништо. Овој факторот што градал Дивоград бие до меѓународниот фактор кој што наводно се бори со корупцијата. Издава на робусни листи. Немој молам се на робусни листи, црна листа се изед меѓути. Тама ставија двајца тројца на црни листи се изед да го ставаат на црна листа, ќе останат без луѓе. Многу е.